Здраво, ова е 247-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтанна критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Sick of Myself на Кристофер Боргли, во кој станува збор за Сигне и Томас, глумени од Кристине Куја Торп и Айрик Сетер, кои се наоѓаат во една нездрава врска, односно склони на компетитивна борба за внимание, кај што Томас е модерен артист кој прави инсталации од украдени столици и нагло се афирмира, добива слава и медиумска експонираност, што ја гуши неговата девојка, која очајно се обидува да го добие не само неговото внимание, туку и вниманието на нивните најблиски и смислува план во кој набавува руски медикаменти, кои што евидентирано е дека предизвикуваат несакани последици, односно манифестираат иритација на кожа која што Сигне ја употребува како изговор за курвање за внимание, одземајќи ги 5 минути под светлото на незиниот дечко, кој исто така ќе биде љубоморен на незината ненадејна популарност. Режисерот Боргли се одлучи да ја хипертрофира нарцисоидноста на модерниот човек до тој степен што би си нанел штета на себе си, само за да може да го подобри својот статус во општеството, односно да ги добие симпатиите на околината, а при тоа свесно загрозувајќи си го собствениот живот. Во филмот нема простор за утврдување на епистемологијата и барање на причинителите за таа очајна потреба за добивање на вниманието од средината, дали се гаи од мали нозе и не е добиена од родителите, дали незабележана се чувствувала во училиште или од незиното друштво, едноставно таа се чувствува само задоволено, исклучиво со останувањето на центарот на внимание, впрегнувајќи мноштво на халуцинаторни и илузорни секвенции за евентуално восприемање од околината, противречни на стварност. Крајноста на компулсивната лажга е толку диспропорционална што таа глуми дека има алергија на храна пред на собраното друштво, само за да не го добие приматот незиниот дечко, кој воопшто не е цвеќе за мирисање, затоа што крадецот не само што си ја преценува неговата инсталација, законот ќе го престигне затоа што не може да се избегнуваат реперкусиите ако се создава уметничка творба од украдени предмети. Куриозитет е што зловесното однесување на Томас и Сигне не е во вакуум, имено забележете само како избегнуваат од одговорност раководителите од агенцијата за модели, доколку се влоши здравствената состојба на сет на еден од моделите, најблиските пријатели воопшто не се загрижени за нив, а суевидна екстрема може да се забележи кај пријателот кој ги набавува пилулите на Сигне, која уценува да се дружи со самотникот, само за да не го замара неговата мајка, дека е друштвена, всушност не е. Средината делимично е виновна за несанкционирање и одобрување на ова недоветно однесување, кое го демонстрираат ликовите во дисфункционалната врска. Реминесцентни филмови за девојки и момци кои на секој начин се обидувале да се искачат на работната хиерархија има со децении наназад, од To Die For и The King of Comedy, преку Nightcrawler доаѓаме до модерните остварувања како Poser и Not OK, па и сериите Inventing Anna и The Dropout, кај што протагонистите се представуваат пред околината дека имаат создадено песни, односно дека биле на патување, иако ги немаат направено тие подвизи, а секоја лага знаеме дека не може да истрча 110 метри со пречки затоа што кратки се нозете. Дури и скандинавскиот филм The Worst Person in the World, кој што го рецензирав неодамна во Видеологија, кој не е коинцидентно продуциран од истите продуценти на Sick of Myself, недвосмислено алудира на овие пространства на зграбчување на славата по секоја цена, односно од сите погрешни причини, оставајќи огледачот во друштво на прилично фалични индивидуи кои си ги упропастуваат своите животи и животите на блиските со донесените одлуки, со тоа што протагонистката на тој филм многу лесно може да допре до дното на дезинтегрираната душа, кај што веќе одамна домува Сигне. Односно, Сигне за неја ќе биде одраз во огледалото во кој што може да се престори, ако продолжи да ја кити незината суета. Несомнено дека впечатлива е шминката со која се деформира лицето на Кристина, меѓутоа колку и да е добра маската, таа ќе беше бескорисна, доколку Кристина, која ја знаеме од Ninja Baby, не се предадеше на незината сериозна изведба на овој карикатурален лик, убедливо постигнувајќи го најсветото правило на комедијата, исмевајќи ги недостатоците на луѓето.
Признавам дека Кроненберговецот во мене секогаш се сити кога ќе забележи болест која иницира телесна модификација, која се употребува како чинител во причинско-последичната врска за прикривање на емоционалната јама, како во случајот на овој филм. Овие ликови ништо нема да научат од рецидивите на нивните злодела. Филмот е реализиран од снимателот на филмовите на Когонада и Мундујчо, кои беа рецензирани во видеологија, десната рака на Панос Косматос, односно директорот на фотографија Бенџамин Лоеб, кој што ја искористува светлината од дневните сцени да биде контрапункт на себичното однесување на порозните ликови, снимајќи одмерено со стабилизатор, креирајќи ја потребната стилизација на галантниот кадар, која веќе е своевиден постамент на модерен скандинавски филм, долувајќи и тензијата во врската помеѓу поединечните кадри на Томас и Сигне, илустрирајќи го и на визуелен план нивниот нездрав сооднос. Дискрепанца постои и во имплементираните илузорни замисли во секојдневието и реалноста, во која не може да се помири дека припаѓа Сигне. Своите филмови Боргли самиот ги монтира и судејќи според тоа што успева да кристализира приказна со јасно и разбирливо течение во 90 на минути, можеме да заклучиме дека режисерот не пати од болеста да има убави, но безкорисни и редундантни сцени во филмот, затоа што егото му е поголемо од разумот, така што подготвен е да го пресече наративното сало, за да не го загуби филмот саканиот ефект и остане кохерентен. Тој не е нарцисоиден како и неговите ликови, па да ја злоупотребува монтажата за величење на сопствената суета, напротив, свесен е дека иако токсични се кружоците, во кои се ситуирани ликовите, умее да се дистанцира малку од протагониската и да ја погледне големата слика, односно штетата која ја нанесува на незината околина со незиното погано и безобзирно однесување, иако мислам дека филмот го губи здивот во последниот чин. Норвешкиот режисер Кристофер Боргли започна да снима кратки филмови во 2011 година, од кои што првиот кој му го погледнав беше What Everest, краток мокюментарец за човек кој е опседнат со танцување на електронска музика и прави собствена дрога за која што се откачува на забавите, кога согледа дека режисерот милува да наоѓа маргиналци на општеството, луѓе кои функционираат во засебен систем на вредности и убедувања, кои се доведени до екстреми за да се иницира комичен апсурд. Еден од нив е и Амир во краткиот интернет феймус од 2014 година, кој се тепа со непознати на улица, како и филмот кој не е заведен во неговата филмографија, Real Life X, кој од 2013 година, а во кој две пливачки се затворени во базен и никој не сака да ги ослободи, а ние сведочиме на нивниот апсурден добит за победување до садата. Меѓутоа, режисерот првиот долгометражен филм го снима во 2017 година, посветен на парадоксите на подготовките и снимањето на рекламната кампања за енергетски пијалак, кој беше прикажан на South by Southwest. Наредната година својата криза на идентитет ја стави пред камера кога се пресели во Лос Анџелес во A Place We Call Reality, кај што беше преосетлив на секакви сензации. Наредната година сними пародија, односно уште еден лажен документарец за снимањето на едно од најлошите интервјуа именувано The Loser, како и краткиот It's Not a Face, кој е работен во истиот метод, само што протагонистот е обсесивен фан на емо бенд, кој обива во домот на неговиот фронтмен. Во 2020 година мислам дека го објави филмот кој што најдобро ја евидентира неодговорноста на модерниот човек, уште една апсурдна црна комедија, во која, како што посочува насловот, former cult member hears music for the first time, штом слушне музика култистката, ја удира главата од маса и екипата што снима, одлучува наместо да викне брза помош да ја остави на улица, заедно со масата, не баре е уличен изведувач покрај маскираните ликови. Истата година крваво го заврши првиот состанок во Софткор, а не беше имуни на снимањето на карантински филм, кај што во ахроматски нијанси беше уловен на камера како кодоши за однесувањето на своите најблиски и најдалечни за време на COVID пандемијата во The Altruist. Минатата година го сними најбизарниот од неговите филмови, краткиот Ear, во кој прикажа на човекот кој има бизарно гниење на увото, кој што учествува во протестното доброволно пуштање крв на нос во јавност, кај што им замерува на пријателите и нивните деформитети, занемарувајќи го собствениот, што е исто така трула, навика на модерниот осуетен човек. Моментално снима долг филм со Николас Кейдж, Майкл Сера и Џулијан Николсен, кој ќе се нарекува Дрим сценарио, кој судејќи по филмографијата и афинитетот на Кристофер, ќе биде одлепена комедија. Што значи дека според оваа траекторија во кариерата,
веќе длабоко пенетрира во доменот на бизарните комични остварувања на Джим Хоскинс, Петер Стрикленд, Ен Тимпсон, Квентин Дупје, Ричард Бейс Џуниор, Тайлер Таормина, како и Джоселин Дебоер и Дон Луб, односно сите тие кои учеле како се прави комедија од Џон Вотерс и Мел Брукс и заминале до недоглед со амалгамирањето на абсурд со црна комедија. Филмот имаше својата премиера на Канскиот фестивал, а потоа започна една обемна светска турнеја од Палиќ преку New Horizons, Мелбурн, жанровските Фентази Филм Фест и Фантастик Фест, потоа играше на BFI, се закити со 2 награди во Ваљадолид и беше прикажан во Солун, а кај нас беше составен дел од новото издание на Скопје Филм Фестивал. Не ми е јасно зошто ниту Норвешка, ниту Шведска не го избра овој филм да биде нивен представник на Оскарите во категоријата за интернационален филм, но не треба да се занемари тежината на социокритиката на творбата, без разлика што содржи комични агенси. Сепак сметам дека треба да биде сватен сериозно овој филм, што верувам дека ќе биде најголемата препрека на делото, затоа што за многумина ќе биде неубедлива и изнасилена екстрема до која ќе подлегне Сигне за добивање на симпатиите и нема да може да ги најде плиткиот гледач позитивните ликови за поистоветување со нив, иако сите, ама буквално сите гледачи, во поголема или помала доза, си ги сита тегата кога се центар на внимание. Филм за токсичната врска на клептоман и курва за внимание, кои си завидуваат еден на друг за стекнатите 5 минути слава, за која се подготвени да подлегнат на автодеструктивни чинови, само за да го добијат саканото внимание и симпатии од околината. Многу лесно можеме да се поистоветиме со оваа состојба на беголосолипсизам, затоа што потекнуваме од држава во која секогаш некој друг е виновен, а ние сме жртвата, но никогаш на собствените избори, кај што ние сме протагонистите, а останатите се споредни ликови во нашите животи. Трагедијата во филмот е што кој и да стане попопуларен од парот, во малициозна и компетитивна врска секогаш губат обајцата партнери. Ако морам да го евалуирам, тогаш Sick of Myself од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 247-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!